Се враќаме назад со колешката Јана Јосифовска во овој период од 17 часот. Секако ќе има шанса и за вас, гледачите, да поставите некој прашање или воопшто да ја прикажете вашата дилема во однос на темата. Емоционално поврзување на народот со колективните успеси или неуспеси, но пред тоа да ги представам нашите гости за денеска. Велам добре дојде за Татјана Стојановска-Иванова, социолог. Добре најдов, поздрав за гледачите. Да, и господинот Станислав Петковски, психолог. Добре ден. Ке ги разговараме овие дилеми кои што се јавуваат, еве, со оглед на тоа што неодамна, како најсвежо сеќавање, секако е ракометниот клуб Вардар, кој што стана европски шампион, па некако не сплотува сето тоа, но со мали деформитети во јавниот дискурс, односно цела онаа реторика. Меѓутоа, еве успехот, условно кажано, на пејачката Тамара на Евровизија, која што пред телевоутингот беше, нели, прва, па сите бевме на нозе. Социолошки, психолошки аспект на сето ова, како работи човечкиот мозок, зошто се поврзуваме? Иако е, нели, добре дојдено во секој случај. Човечкиот мозок повеќе ќе оставам на колегата психолог да говори, аз ќе зборувам за оние социолошки аспекти. Навистина, во битот на човекот е да биде среќен. Значи, како емоција е среќата, меѓутоа, поготово ова современо наше општество, кога во последните 20 години ние боледуваме таа транзиција и знаеме што не ни се случуваше, јас навистина сум среќна што после долго време зборувам за една позитивна тема, обично нели девијациите така, и навистина се чувствува прво на лицата. Од сабајле кога излегов, уште на работа, се чувствуваше таа насмевка, а тој позитивен ведар дух, што после долго време може да го примете. Знаете, тој загриженоста од овие секојдневие што не мачат сите тие проблеми се чувствува на лицата. Тоа можеме да го видиме. Второ, самите односи меѓу луѓето. Значи, верувајте дека првото влегување на факултет беше таа позитивна енергија што има меѓу студентите, меѓу колегите, едно убаво расположение. Значи, поентата, токму и нас она што не се случи вчера, на кое што сите навистина сме горди, не е седно да бидете прваци во Европа, во спортот. Тој пола час кога беше Тамара прва, кога всушност ние навистина гордиливо го гледавме тоа макада, и бевме горди што навистина, прво, да не говорам за нејзината интерпретација и целокупниот настап, меѓутоа нешто друго, направи горди како нација. Поентата е дека тоа се амбасадори на културата. Дека спортот, спортистите, уметниците се амбасадори на културата во која што треба државата да вложува. И оно што навистина е за пофалба, што токму тие кои амбасадори на културата треба да бидат на пиедестал на почитувани луѓе, бидејќи тие се и на некој начин лица за идентификација и имитација на младите луѓе. И убаво е што со нив ќе се идентификуваат и ќе ги имитираат, за разлика од сите оние досега негативни примери кои што ги имале. Таа интеракција и интеграција што се случува меѓу луѓето, тоа е тој социолошки феномен. Нема да сгрешам ако во себе имам некоја слика каде што гледам еден град и каде што има насекаде фузија во бои, каде што сите имаат некои позитивни вибрации. И секаде гледав насамејани луѓе. Значи прво кога се гледаш утакмицата, од секој дом, од секој кафуле имаше позитивни вибрации. Значи одамна таа, ја што велам, колективна, дирке може ќе се изразам, колективна позитивна енергија буквално се едреше од секој дом. Сите гласно навија, без оглед на етникумите, без оглед на културната разноликост и така натаму. Но, велам, мене ми е многу жал, што на крај имаме една дамка која што сите се фрли во вода сета таа позитивност и убост на Вардар како европски шампион, тоа е немилите настани кои што се случиат, кои што не можеме да избегаме. Ќе ги разговараме тие малку подоцна, меѓутоа за оваа слика, господине Петковски, психолошки ако може да ја доловиме, еве социолошки, интерактивно, на некој начин може би ја доловивме. Психолошкиот аспект на ова? Значи, психолошкиот иде од поединец кон колектив. Тоа е како еден поединец кои потреби ги има и дали тие потреби ги задоволува во некоја група или некој негово лично окружување. Факт е дека последните 15 години ние како поединци сме многу
повеќе под притисок на социјални и општествени фактори, кај што индивидуата губи секојаш 4-0, да се изразам спортски. Вака, бидејќи ние емисијата поводот е спортски, каде што дури било кој настан е поклопен од некои општествено-политички инсинуации, апликации и така натаму, каде што ние немаме можност некој индивидуа на некој начин да биде почестена, признаена или глорификувана само заради тоа што индивидуално нешто направил. Значи, еве и овој успех сега на Вардар, ја повеќе би го нарекол грешка на системот или инциденција, заради тоа што ниту е последица на нешто системско со децении градено, работено, правено, туку е инциденција во која се собрала некоја екипа со толку позитивна енергија и со толку еден борбен, дури и наетлив дух, да докажат нешто пред сите други кои имаат многу повеќе пари, многу поголема организација, каде што беше борба помеѓу Давид и Голијат. Така. Токму и заради таа борба нерамноправна на Давид и Голијат, а Давид и Голијат е всушност во позадина е правда и неправда. Ние овде сме соочени 20-30 години со правди и неправди, повеќе со неправди отколку со правди, што значи дека некаде Давид победил. Што значи некоја неправда е исправена, слабиот победил некој јак и на народот тоа му се допаѓа, да ви кажем, заради тоа што претежно индивидуата која работи или живее во колектив се чувствува загрозена, што заради преговори за име, што заради екзистенција, што заради казни разноразни, диктатури, заробени држави и така натаму. И ова може би е еден убав повод, нели, да дојде до катарза или до абреакција на некоја си потисната емоција која нерадо е видена, тоа е емоција на радост. Ме сваќате? Пред 30 години, 40 кои живее во Скопје, имавме многу радост и можеме да се пофалиме дека Скопје е убав алтуристички град, каде што гостопримливо странци кои доаѓа, некако имаше позитивна атмосфера. Сега таа атмосфера нема, да ви кажам, што значи дека еве, ова е некој повод. И да, само да ви финиширам, зошто е тоа така, некаде ќе се надоврзам со 4-то место во кошарка, кој освоивме и еден 2011. еден странец вика, што освоивте вие? 4-то место. 4-то место и ваков спектакл. Па што ќе правите прво место ако освоивте? Значи, некаде овој народ е желен за успеси и всушност таквиот било кој успех е спона не да се слави успехот, него и да се овозможи една емоционална катарза на сите потиснати чувства и неправди или пад на стандард, екзистенцијални прашања и така натаму, па барем за кратко денес, утре, најкасно до прекутре, и потоа пак све исто. Станува збор за сепак сегменти, подсистеми, ја што би рекла во општеството, кои што се музиката, значи дел од културата, спортот, кои што кај нас имаме ние, јас би рекла еден пиетет кон нив во контекст на еве ракометот. Ние како нација сме ракометна нација. Во смисла имаме еден гадење на посебен, да речем, пиетет кон ракометот и како колективен спорт, но и како поединци кои што, да речеме, играат нели во клуб, наши познати, признати, играат во други светски клубови, да. Но ние како нација го сакаме спортот. Иако сме мала држава, постигнуваме успеси на тоа поле. И што велите вие, 4-то место за нас беше тоа како да сме го освоиле првото. Потребата токму да се прослави успехот на нацијата, јас така го гледам, тој колективен дух што велите да се исполи на површина и така имаме потреба. Поготово јас спомнав на почетокот. Ние 30 години боледуваме таа транзиција. Јас велам што болест да беше до сега ќе се измислеше лек. Кажедневните грижи кои што обичниот човек го заморуваат, едноставно нема време, доволно време и да не бидам погрешно сватена масовните медиуми, она што се прикажува, нели што е интересно, премногу политизираност, политички емисии. Значи, затоа велам, кога имате песна, нешто што вас по природа ве облагородува,
нешто што ве вдахновува по природа. Кога имате вие спорт, нешто што вие го развива не само телесниот и менталниот дискурс, се чувствувате убаво. Колку е, затоа велам тоа позитивно чувство, да се чувствуваш убаво. Значи јас дури по перцепцијата, бидејќи повеќето не гледаме во колективно. И во домашна атмосфера, меѓутоа со ближни луѓе, со некој со кој што сакаш да споделиш, да ја споделиш радоста. Тоа е тоа, ја што велам, тој социолошки дискурс, кога сакаш да споделиш тоа што е убаво, бидејќи неслучајно е речено, споделената тага е помала тага, а споделената радост е поголема радост. Што туку ми го одговоривте прашањето, колку всушност години наназад во цело ово општествено политичко обкружување ни беше потребна една симпатична приказна, еве конкретно како Вардар, нека е поводот. Па и Тамара. Па и Тамара, да, де факто со оглед на тоа што па ако од друга страна се земе дополнително симпатиите во цела таа приказна, борбата нели со финанси на Вардар некако измачено влезе и ни донесе тоа што ни го донесе. Меѓутоа од друга страна ако славиме, да речеме, сме славеле 4-то место на кошаркарите, на ракометарите, дали од друга страна може би некако ја покажуваме потребата од некакво признание во светски рамки, макар и на не тие први места, ајде така фигуративно речено? Па тоа е едната димензија на медалот, кога една мала држава всушност се покажува дека е најдобра во нешто. Јас спомнав дека тоа се амбасадори на културата. Од друга страна, она што го начнавте вие што велите, имаме потребата после толку време. Јас ќе ви кажам еден пример, бидејќи во моментот работам на превенирање на насилството во училишта, во градинки и така натаму, значи таа димензија, она после долго време, после Тамара, децата во градинките веќе ја пееа правото. За разлика од порано кога разговарав со воспитачките и децата во училиштата. Или децата беше страшно што беа обременети со политика и си играа политички лидери. Сега веќе тие сакаат да стапат на сцена. Веќе имаат поинакви модели за идентификација што е многу добро. А од друга страна спортистите, значи правилниот начин на живот, тие се исто така луѓе кои што, да речеме, и се морално изградени, кога настапуваат во медиумот, нели, се позитивни примери. Убаво е нив да ги земат како нивни модели. Инаку, да не бидам сватена погрешно дека политичарите се морални, меѓутоа, политиката по дефолт не оди рака под рака со вредностите, правилните и моралните. Затоа велам, точно ни беше ова еден вид, оно што кажа колегата, катарза, имавме катарза, не се случи, но и еден вид на помеѓу себе да споделиме радост. Имаме потреба од тие мигови, буквално затоа што се заборавивме себе си. Алиенацијата, оно што велиме, не имаме веќе алтруизам, космополитизам, се повеќе се алиениравме од тугивме едни од други. На овој начин ние се сплотуваме. Да. И затоа се убави овие мигови. Да, господине Петковски, ако е Вардар е сега еве најсвежата, најубавата приказна за Македонија, да не заборавиме дека ракометниот клуб исто Металург бележеше прекрасни резултати, убави резултати кои што не правеа сите среќни. Од тука ми е прашањето, што е она што некому дава за право да одреден клуб го чувствува повеќе за свој? Например, јас од Јана или без разлика таа према мене може да се чувствува како Вардар да ги припаѓа повеќе неа. Може ли еден клуб да припаѓа само на оние кои што доаѓаат од Скопје или од Автокоманда или сеедно нека доаѓа од Струмица, Кавадарци, како и да е? Веројатно, како нација, бидејќи не доживуваме постојано вакви успеси, тоа не му дава на едни повеќе право да го чувствуваат овој успех повеќе како свој. А видите, чувство на припадност е мултидимензионална работа. Нели? Прва припадност е маалска, нели? Значи во соседството. Потоа припадност е исто така символична, затоа нели државите имаат знамиња, химни, ово она. Интересен е феноменот со хрватите и Хрватска. Тие кога се осамосталија, не знам на што се должи, не се ни бавам ја со такво истражување, но тие профилираа еден вид на дрескод, начин на навивање и сплотување и организирано подржување на навивањето и чувството на припадност.
Дури и песни, извинете го Да. Така да, затоа можеби кога беше светското првенство исто во Хрватска, негде македонците слично почна да прават и хрватите го препознаа тоа, кај нив и затоа им беа симпатични, нели? Имаше баш некое спојување и така натаму. Но некој клуб, дали јас ќе го третирам за повеќе мој или повеќе туѓ, зависи од инвестицијата. Значи, инвестиција на време, инвестиција на емоции, инвестиција на пари, инвестиција на луѓе. И нормално е дека ако човек дојде во некоја ситуација да инвестира многу, тогаш ја задоволува својата потреба за поврзување. Знаете, имате релацијски потреби кај луѓето што сакале некеле за да не бидат функционални нашите комуникации или интеракции. Значи, базично е онаа потреба за преживување, што све повеќе поважна е него сите други потреби. Потоа потреба за поврзување, да сме поврзани сите, па потреба за идентитет, па потреба за способности, да некаде можеш да ги покажеш по способностите и некаде да ти ги признаат, што може да се каже проблематично, и потреба за безбедност и сигурност. Генерално 5 многу важни релацијски потреби кои, например, луѓето ги чувствуваат или не ги чувствуваат. Сега, еден клуб кој ќе доживее таков успех, некаде, барем за кратко, се чувствува безбеден и сигурен, дека сите ја знаат Македонија, Вардар, Скопје. Нели, потреба за способности, види што направивме. Нели? Потоа потреба за идентитет. Вардар, значи, тоа има име, амблем, ово, символите. Потоа потреба исто, да речеме, за поврзување навивачки групи, Вардар, Пречек, така натаму, и потреба за преживување. Ете, преживеавме, ќути, поминавме фина. Значи, сите потреби за кратко се задоволени, не долготрајно, за жал, но ако некаде и во културата, еве, нели, колешката рече амбасадори на култура, све е во ред. Ама ако тие амбасадори се плод на систем, нели, а не плод на инциденција, дека плод на инциденција, ако е, тогаш нашата радост често ќе се претвора во еуфорија, заради тоа, еуфорија е неконтролирана радост, која често пати може да го доведе тој радуваниот во опасност да се повреди или да некого друг повреди. Најпосле и ова немили настани после од навивањето и еуфоријата, предизвика такви негативни некои Да, оставија дамка, како што оставија спомена. дамка, ама тоа е, да ви кажам, еуфорија често знае да помине у некој вид на манија и онда во некој вид такво едно екзалтирано, во таква екзалтирана состојба, од што таа радост поминала во еуфорија, знаат луѓето сите своји фрустрации да ги извадат ко Божем навиваат. Ме сваѓате, така да. Тоа е интересен феномен, да. Па го имате тоа и по разни турбофолк кафани. Нели, мислам, каде што луѓето од еуфорија ќе скршат маса, ќе се повредат, ќе добијат алкохолно труење и така натаму. Прилike. Бидејќи зборуваме за таа дамка која што не треба да биде со оглед на тоа што доаѓа од политички матрици најчесто. Да. Таа поделеност која што се пресликува од политичките партии, следбениците на одредени идеологии повлегуваат во овој дискурс на спортот и културата и музиката е нешто што го разединува НЗС-то на сите овие убави работи. Па нешто не само што го разединува, јас повеќе би рекла става негативна црна дамка. И сега денеска што сите да зборуваме нели за она што ни се случи, меѓу другото јас бев повикана од повеќе медиуми, меѓу кои странски, првенствено да проговорам за насилството и агресијата кој што се јави во помеѓу навивачките групи. И се става знак на еднаквост. Не се сите тие што прават инциденти членови на навивачката група. Значи ние не можеме да кажеме дека сите комити
продуцираат насилно агресивно однесување. И исто така и од другата И од другата страна. страна, или Тоа пак е- дека сите наивачи на шверцерите се тие кои што не почитуваат, да речеме, химна, не криваат знаме и така Да натаму. не забораваме, беа Затоа не шампиони кои случајно што да символиката не ја истакна. освоја точно така. И тука имав низа замерки, тоа што коментирав. Значи јас ставам знак на еднаквост. Ниту една етничка група не фаворизирам, односно критиката е кон сите. Но не можеме да ги ставиме во ист кош пак сите наивачи Така е. на една навивачка група. Премногу политиката кога навлегува во спортот и во културата, кога навлегува во секое пора на општественото живење, ние тогаш имаме девијации и тогаш се зголемуваат. Не случајно го говорам ова. Како социолог, јас велам пред фактите и боговите молчат, нели? Истражување кои што ги правиме од 2008 година со колегата Анастасовски. Морам да ги споменам, и лонгитудинална студија нас не се покажа, бидејќи следевме 5 години и произлегува книги благодарение на тоа. 5 години следевме навивачки групи на 4 видови на спорт: одбојка, ракомет, фудбал и кошарка. И тоа нас не се покажа дека дел од навивачките групи всушност се тие кои што иницираат насилно однесување и тие се поврзани со политички партии. Затоа што тоа се анонимни анкети, но покрај тие анкети што ги правевме, ние имавме интервјуа, но и наблюдување. Значи ги имате повеќе методолошки постапки што всушност ни ги потврди нашите претходно поставени цели и хипотези, дека оние кои што се или носители на таа највисока функција во однос на лидери, да речеме, на навивачката група, или неколкумина, се тие кои што ја палат иницијалната каписла. И потоа, знаете, колегата психолог ќе ме потврди, ги ставле бон психологија на толпата, нели? Некој кој што можеби и не се однесува во природата, не е по дефолт насилен, кога ќе го поведе таа, станува дел од таа толпа, никогаш не е практицирал таков вид на однесување, кога не би било, да речеме, кога не би бил понесен. Затоа, она што ние нема да измислуваме топла вода во контекст на санкциите кои што треба да се преземат, јас сум тука многу ригорозна. Една Англија, која што знаеме како беше на фудбалски терени до пред 20-30 години. Се додека не буквално. дојде Се додека железната леди. не се случи железната леди, но таму имате на надпревар, кога одите да купите билет, вие купувате со ваша идентификација. Потоа, вие сте веќе бележани. Ако направите било каков минимален населен акт, дури вербална агресија, немате право, во зависност од тој кој тип на насилство сте го направили, да присуствувате. Знаете што значи за еден љубител, вистински уживател на спортот, да му забраните да биде надвор од некој меч? А да не зборам за насилство кое што е физичко, каде што имате веднаш кривичар ве суди на самото место. Не да се јавите па потоа. Она што треба ние подитно да го направиме. Тоа е промена во контекст на законската регулатива. Драконски казни, затоа што не смееме да дозволиме од една убост, од една радост, од нешто што за момент не направи навистина горди и срекни, нешто што не сплоти, Да се го неколку извалкаме, инциденти, да го урнисаат сето тоа. Мислам дека не заслужуваме. Да, само пред крај, односно крајните минути, може да ги отстапиме со телефонски, да отвориме телефонски линии, евентуално некој од гледачите да се јави слободно, може да споделите ваш став. Прашање до двајцата, но еве, господја Иванова, ја спомнавме и политиката. И сега во сите овие успеси, да речеме, и славење колективно, сепак може да се почувствува, без разлика за било која област станува збор, повторно некаква поделеност со некаква политичка позадина. Можеме ли некогаш да излеземе од сето тоа и да не биде се по дефолт, како што и самата претходно споменавте, ќе искоментира господинот Петковски, да се држат луѓето до одредена идеологија која што е од една страна разединува, од друга сплотува. Знаете како, премногу сме политички обременети. Не случајно споменав дека децата во градинка си играат политички лидери, што е страшно. Да, токму поради тоа. Не слушаат детски песни, него слушаат песни кои што се пуштаат на митинзите. Мислам, тоа е за мене нешто поразително. Мораме. Јас сум како ме велат вечите оптимиста, и ова го говорам повеќе години, дека ние мораме да се насочиме да ги тргнеме ракиците на политичарите и политиката од спортот, од културата надвор. Значи, спортот е спорт сам по себе. Културата, уметноста, сама по себе си има своја убавина и само вие расипувате со тоа што, да речеме, да фаворизирате некој. Ако некој уметник е добар сам по себе,
тој треба да биде на површина без оглед на неговата политичка идеологија. А кај нас што се прави? Која е гарнитура? Јас тука ставам генерално дојде на власт, си фаворизира сопствени уметници, сопствени спорти, што е многу лошо. Но од каде потребата зашто политичари, односно Затоа што сме премногу политички политизирана партии би нација. сакале да си припишуваат Успеси, успех не одреден сме. на нивна сметка. Тоа затоа што велам самиот општествен контекст и самиот општествен дискурс во овој период кој што ние живееме конкретно во Македонија е така наметнат да всушност политиката ги собира сите на пиедестал, се става, нели, себе си се става на врвот, дека тоа е нејзина заслуга на политичарите без оглед која гарнитура и да е на власт. Ворите да те прими кога ќе направиш ваков успех, тоа е и во светот познато, да те прими председател на држава, премиер, бидејќи тие се институции. Така. Без оглед кој е. Но, да инволвираш премногу политика и самите спортисти или пак да речеме и средни уметници да ја својата идеолошка матрица да речем да ја потенцираат, мислам дека не е во ред, затоа што на тој начин од една страна навлекуваат симпатија на едните, но навлекуваат и гнев од другите. А самите политичари треба да се издигнат на тој да кажат во ред, јас можеби сум сега во овој момент премиер, но најбитно е што нацијата се сплоти, најбитно е што сме шампиони, најбитно е што Тамара не направи горди така натаму и така натаму. Нема политика, надвор политика. Господине Петковски, ваше видување во овој однос? Вечита тема за која ќе зборуваме, а ништо нема да се промени. За жал мојов песимизам е вака. Значи имаме оптимист и песимист, да. Не, ја бев Добро, и реалист песимист. може, Ја станав песимист, до лани бев оптимист. А зошто? Што е она што ве натера да станете песимист? Заради Во тоа момент што кога вие со вашата животот во стручност Македонија, нели? Затоа станав песимист. Дали ме разбирате? Значи, кога на неколку пати било која гарнитура ќе ви ветуе нешто и гледате дека од тоа сето 5% е, значи си викаш добро, значи тоа е така. Не е битно кој дошол, дали ме сваѓате. Значи, негде имаме кај нас сепак налагата не и се кратки нозете. Ме разбирате? Од друга страна, политиката би било фино, нели, како 11-та теза за Фойербах, нели, до сега, нели, филозофите различно го толкувале светот, работата во тој да се промени. Но од друга страна, ние да ги повикуваме политичарите сами од себе да си се променат, па ако не ги повикаме ние Сизифовска работа. Да, ама ние сме креатори на јавно мнение, Сега мора... видите како, например, јавно мислење. Јавно мислење веројатно е еден од коректори на една држава и политика. Ако јавното мислење е многу моќно и не е под влијание на политиката, тогаш има шанси. Ме сваѓате? Потоа, ако политиката не е исклучува бизнис, а кај нас се сведе умалово државче, политика се изедначува со жал. бизнис. И се што да ви кажам, тоа е што е, нели? Оно што ми е исто така интересно во целата ова приказна, зошто ни се потребни, да речеме, потребни ни се де факто како нација колективни успеси, меѓутоа за да бидеме, како што и претходно спомена господинот Петковски, сплотени, само малку ќе продолжиме со разговорот, се селиме со слика пред салата Јане Сандански, каде што еве може да забележиме навивачката група на Комити се собираат. Па ја чисто се сомневам дека сите Не, се да, секако навивачите и сите верни фанови, љубителите на ракометот се собираат за потоа организирано да продолжат кон плоштадот, каде што секако се очекува да ги пречекаме нашите европски шампиони, ракометарите на Вардар. Ова е во моментот атмосферата. Само да потенцираме дека еден ТВ ќе го следи целиот овој настан, ќе може директно да се види за сите оние кои што не успеа да бидат дел од овој собир, барем ете да се синхронизираат со нашите сограѓани и да видат како е овде. Мене највеќе од све што ми се допаѓа е тоа што Давид го победи Голијат. Дали ме сваѓате? Да, заради тоа реков симпатична Она ме приказна. исполнува со гордост. Мала микронација
Значи, микродржава се мери на ниво на европски прваци и така натаму. И тоа е навистина ситуација во која нас тоа не исполнува со гордост. Не сваѓате. А поготово кога знаеме колку клубовите кои што беа во таа четворка вложувале финансии. И колку тие, меѓутоа, тука се гледа тој индивидуализам кај нив и мислам дека оно што спомнавте и вие претходно, баш Давид го поведи Голијат, желбата и наетот. Па тоа Кај играчите, дека и колективниот дух што нив ги красеше. Но тоа сепак кога ќе се случи кај една генерација, тоа не е на долг рок одржливо. Тоа е повеќе инциденција. Добро, меѓутоа, Може да- господине Петковски, ние сме млада држава која што нели доправа развиваме наши игранки каде што условно кажано ќе не биде. Зошто да не еве Металург на некој начин почна, репрезентацијата го прифати тој дух, Вардар еве Да не го забравиме освојува. Кометал? Така се Кометал, почна. да. Кометал, Ѓорче Први Петров, беа, први да. беа. Ѓорче Петров, значи може би и не И не е баш инциденција, да. може би е некој систем во кој што ние, ако не финансиски, се залагаме со нашите енергии да не вложуваме во Знаете спортот, што? не би. Не е систем ако луѓето не знаат како тоа се прави. Ако имаме методологија како тоа се прави успешен клуб, па макар и да го направиме да се заинати, тогаш е систем. Знаете, видите, имате и во учењето. Не знае дека знае. Тоа е интуитивно учење. И после сваќате дека Сократовски. знаете. И, например, имате природни таленти кој не знае дека знае, ама го вработи тоа. Замислите тоа, кој ќе го подигнете на ниво на знае дека знае. Тогаш него кој ќе му треба тоа знаење може да го повика. Да, зошто е толку А тешко? кога не знаеш дека знаеш, атмосферата може само да ти направи да ти го покаже знаењето или собственото расположение, или моменталната емоционална ситуација. И по тоа онда професионалците се разликуваат, нели, помеѓу себе, а тоа е еден професионалец има одредено ниво на квалитет, а тоа е стално го дава едно те исто ниво на квалитет, а ако е надахновен, онда дава многу повеќе. Да, само да напоменеме дека паралелно додека тече разговорот, имате можност еве во живо да ја видите атмосферата пред салата Јане Сандански. нели, да има радости малку. Па да, еве гледате веќе дека се сме прво генерација. убавуваат кон Прво плоштадот, генерацијски, може да. нема, значи само да речеме тинејџери, видите од сите генерации има. Тоа е таа сплутеност за која што Толку така. Видете разговараме. ги она што велат психолозите фацијална експресија. Радоста се гледа на лицата. Да. И Еве затоа веќе- навистина ова се убави моменти кои што јас себе во мигот навистина буквално се најажив И затоа правото што убаво да се чувствувате. долго време не сме немале некои моменти, велам, обременетост Да. со секојдневието нас ни прави да ние едноставно да не можеме да се опуштиме и доволно за да се нарадуваме и да се чувствуваме убаво. И јас сега кога ги гледам овие, да речам, слики, навистина кај мене толку пријатни емоции има, што буквално кажам дури на моменти се заборавам дека сум во студио, посакајќи јас да напивам. Не, слободно може да коментирате си како за тоа и тоа е тематиката. Но да, еве, зборуваме за сплотеноста и од претходно него поставив прашањето всушност она што го констатирав, де факто се добре дојдени и ни се потребни вакви колективни успеси, меѓутоа ако од друга страна за волја на вистината, барем во последниве особено години, важиме за нација која што по дефолт е некаков синоним за разединетост, континуирано постојано Едни кон други. Да, Контра зошто пленуми. мора да се случат некои вакви големи успеси за да останеме сплотени? Зошто не може тоа да е во континуитет? Без разлика за било кое прашање кај нас да станува збор. Ќе почнеме од песимист. Да Ајде, завршиме. господине Петков. Па не е тоа песимизам, тоа е може би реално. Реализам. Реализам е, баш е. Видите, сплотеноста тргнува уште од најмали нозе. Нели, значи, затоа велам, системски, еве, убаво беше, која беше една партија, нели, промовираше припадност од сите етнички групи. И тој ниво на хомогенизација многу ми се допадна, ама за тогаш и некако замре тоа. Ме сваќате. Значи, хомогенизацијата
почнува уште од најмали нозе. Значи да гледаме дека тоа министерствата го форсираат, фондациите го форсираат, на медиумите тоа се форсира. Ме сваѓате, се негува, се наградува, не се казнува. Дали ме сваѓате? Многу по-траен ефект има наградата отколку казната. Нели, еве, имавме минатата влада, измисли милиарда казни, тоа е астрономски, и пак ништо не направи. Дали ме сваѓате? Кај нас многу можеби е полесно да казни човек, но на некој начин подкрепувањето дава подолгорочни резултати, а оние инциденции можеби треба, нели, да има систем кој ќе ги казнува, но да се насочиме кон градење вакво нешто да се искористи, нели, како промоција на заедништво, да се сфорсира тоа, навивачките групи, да работи некој со нивните водачи, да им укаже, да им каже, да им одаде признание, ако тие тоа го прават, да за тоа дека прават хомогенизација добиваат поени, а не дека се прават нешто друго, нешто трето и мрзат некои четврти. Ме сваѓате, значи, тој ниво, почнувајќи, значи, од најмали нозе, преку медиуми, преку разни кампањи, и мислам дека тоа нема да даде веднаш резултат, но после години работење ќе даде резултати. Ајде за бидејќи сме при крајот, да со моето барем последно прашање за овој разговор, ако сега имаме едно чувство на сплотеност, на среќа, на воздигнување, како што рековте, глорификација, многу наскоро, а при тоа го имаме и говорот на омраза, многу наскоро фудбалската репрезентација она која што ќе одигра меч со Полска, а фудбалската репрезентација е можеби најмултикултурна, каде што имаме од различни етнички групи или фудбалери. Ќе може ли сето ова да се преслика таму како една позитивна еуфорија и вибрација, или ќе може да очекуваме повторно селективни пораки? Па и треба да го пресликаме, кој што кажа колегата, дека ние треба тој принцип на интеркултурализам и мултикултурализам уште од најрано, уште во градинките да им покажеме дека еден Караджич игра заедно со Милосавлев во контекст на тоа Србин со Хрват. Кога станува збор за заедничка цел, тугаш се заборавија етничката припадност, сплотеност и духот, колективниот дух се покажа. И тие се прокрнуваа и заедно славеа, затоа што има заедничка цел. Таа порака треба да ја праќаме од најмали нозе. Дека треба, она што велите, од најмали нозе да се учи дека групата на врсници не е да се форсираат различностите, напротив, да се форсира различноста во смисла дека тоа унапредува, не уназадува. Јас се уште говорам дека не треба да имаме ни во образованието поделеност по етничка основа во училиштата. Напротив, сплотете ги. На подолгорочно треба да размислуваме. Фудбалската репрезентација, па ние, јас студент денес, за мене најубавите голови беше голот на Артем Шекири. Тоа е нешто што, да речам, тогаш да прославите како исто така слушна. Поентата е дека тие позитивни примери треба да бидат примери кои што ќе не водат нас напред. И тие примери треба да ги стекнуваме, да ги ставиме на пиедестал на врвни примери кои што ќе ни покажат дека не можеме да се враќаме на оној принципот пред 50 години 100 нација држава. Напротив, или етникум нација. Не, ние живееме во реалноста. И интеркултурните вредности треба и спортскиот бонтон треба да бидат дел од сите спортски клубови, но и треба да бидат дел интеркултурните вредности, да бидат врвни вредности во нашето македонско општество. Само тогаш ќе имаме реален успех. Така, треба полека да го завршуваме, односно веќе треба да го завршиме овој разговор, да ви се заблагодариме. Да, навистина ни беше драго што ви имаме во отвореното студио. Еден паралелно еве додека трае одјавата, имавме можност секако во живо да ви ја пренесеме атмосферата од спортскиот центар Јане Сандански. Можевте да забележите сите граѓани, поддржувачи и љубителите на ракометот веќе организирано во автомобили се упатуваат кон плоштадот. И само за крај да напоменам дека пред денешниот старт на нашите ексклузивци, односно емисијата Ексклузив во 18 часот и 15 минути, ќе имате можност за прв пат ексклузивно, секако пред ексклузив, да ја погледнете новата химна на навивачката група Комити со песната секако и видео записот по повод станувањето на европски шампион
шампион на Вардар. И секако останете со нас во живо, ќе го пренесуваме целиот пречек на нашите европски шампиони и секако бидете пред малите екрани, пред ексклузив да ја погледнете новата химна на Комити, посветена на Вардар. Од нас пријатно.